Уште само еден ден недели од новата 2023 година. Крајно вообичаено го исполнуваме со анализи за сработеното во годината што изминува. Работевме ли доволно? Можевме ли повеќе? Од името на мнозинството на Советот на општина Струмица сакам да го споделам задоволството од неговото успешно и продуктивно работење во 2022 година. Донесовме одлуки, програми, поддржавме проектни иницијативи со кои дадовме нов импулс во прогресивниот развој на општината. Работевме коректно и ги почитувавме сите законски прописи кои ја регулираат локалната самоуправа. Резултатот од ваквото работење е реализирани проекти во градот и населените места и нула оврски на општината кон добавувачите. На вчерашната седница на Советот го донесовме буџетот за 2023 година, кој тежи 1 милиарда 642.012 денари. Еден од капиталните проекти за новата буџетска година е јавниот електричен превоз, иницијатива од граѓаните, поддржана од градоначалникот и мнозинството во Советот, но за жал не и од опозицијата во Советот. Тие беа против оваа исклучително важна, храбра и историјска одлука за општината и нејзините граѓани. И не само против јавниот електричен превоз, против беа и за други програми, меѓу кои социјалната заштита и родовата еднаквост. Наместо поддршка на програмите за развој на општината и подобра живот на граѓаните, тие понудија амандмани за програми и ставки кои веќе се во буџетот за 2023 година. Но и покрај ваквиот деструктивен однос на опозицијата, градоначалникот и мнозинството во Советот и во новата буџетска година ќе ги реализираме сите програми и проектни иницијативи затоа што граѓаните на Струмица го заслужуваат тоа. Почитувани сограѓани, во новата 2023 година да се сакаме и почитуваме и сите заедно да работиме за подобар живот исполнет со многу здравје, среќа, радост и берекет.